civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Јас прво би сакал да зборувам за мировниот договор Минск 2, кој беше предмет на посетата на францускиот председател на Москва и на Киев. Ова е суштински договор, бидејќи од на него се базира тоа дали ќе има мир или војна. Сега за сега, бидејќи еве и Макрон инсистира на негово спроведување, што значи дека на извесен начин западната поддршка се повеќе сака да се фати за некаков документ, а да не заборавиме Франција е копотписник на тој договор, значи еден вид на гарант, што не предизвика баш воодушевување во Киев. Јас го разбирам нивното чувство и реакција, бидејќи тој договор, како и Минск 1, Минск 2 е подпишан во многу неповолни околности за Украина, кога таа беше војнички инфериорна во 2014 година, изгуби и Крим и голем дел од Донбас, и тие сепаратистички сили се разбира со огромна помош на Русија, дојдоа веќе и во прилично кон и надвор од Донбас можеа да продра. Значи беше подпишан во едни неповолни околности. Што тој содржи? Значи првата точка таму е многу важно. Имаме демилитаризациона зона, која е нормално во сите војни. Прво да се приде секаде кај што се воспоставува мир. Меѓутоа, другите работи кои се предвидени во договорот не се многу поволни. Особено онака како што Русија го сваќа тој договор. Например, треба да се формира народна милиција на подрачјето на Донбас и таа да биде единствената вооружена формација, која би ја сочинувало наводно локалното население, меѓутоа знаеме тоа како иде, ние од југословенските војни ги знаеме тие паравојни формации како. Треба да се формира независно правосудство и независно обвинителство, што практично значи веќе еден голем чекор кон сепарација на таа територија. Украина смета дека локалните избори, например, треба да се одржат кога ќе се дојде до украинската војска на границите кои ги имаше, кои ги чуваше претходно. А Русија смета дека тоа ќе дојде на крајот, кога веќе сепарацијата, да речеме, на некој начин ќе биде суштински оформена. Има тука и други делови кои се многу опасни. Да речеме, се бара да населението на Донбас има секогаш фиксен број на места во парламентот на Украина, што значи дека еден наплив на влијание во парламентот на внатрешните и надворешните политики во Украина, значи секогаш да има одредени тоа да биде надвор од слободните избори, затоа што вие ако имате фиксен број на пратеници, тие избори се за вас паралелни, не се исти како во целата Украина, и тоа предизвикува меѓу населението во Украина голем гнев. Значи секој оној што би прифатил на крајот на краиштата едно такво решение, тогаш би можел да смета на постоење на паралелна држава. Народот во Украина тоа нема да го прифати. Мислам дека и сите што ја водат оваа држава се свесни за таа негативна енергија што доаѓа. Понатаму тука имате една ситуација кога Белорусија од наводен миротворец, бидејќи тие договори се викаат Минск 1, Минск 2, сега станува опасен агресор, бидејќи таа се дружува со Русија со огромни сили кои се дојдени таму. Тоа се огромни сили. Во оној текст што ја го имав испратено, а се базира на извори на Guardian, односно се базира на внатрешни избори во Белорусија, на опозицијата во Белорусија. Во тој миг, тоа беше некаде пред 3 недели, имаше околу 800 железници композиции кои донесуваат тешко вооружување во Белорусија, кои значат практично ополување во форма на клешци на Украина, а се закана, се разбира, и кон другите соседни земји, како што е Полска, како што се Балтичките држави. Овозможуваат ширење на фронтот во одредени ситуации. Тоа е многу една сериозна ситуација. Значи, ние имаме во ствари еден голем чекор кон војната во овој последен месец дена. Дали посетата на Макрон означува некаква
подкрепа на Украина, јас не би рекол, бидејќи ми се чини дека повеќе личи на перење на рацете на Понти Пилат. Значи, ние еве направивме еден договор, вие спроведете го договорот, а како ќе го спроведете? Еве, на пример, се предвидува тие избори, предвидуваше тие избори да ги води ОПСЕ. Сега Русија не се согласува на таквото водење на изборите. Значи, како ќе се остави само на себе? По сенката на топовители треба да се изведуваат тие избори, дали колку ќе ги слободни и релевантни, нали? Тоа се сведни ситуации кои се случуваат во едно предвечерие кога и најмало невнимание, она што го вели колегата Писарев малце, нали, во таа стартарска работилица, мало движење и може да тргне таа една лавина на насилство која не можете да ја сопрете. Може светска војна да изведе, може да изведе нуклеарна војна. Ние треба да сме свесни за сите можни последици на оваа ситуација која таму се стои. Тоа е огромна количина на војска. Тоа е веројатно најголема количина на војска што се случува надвор од руските граници, која сега се воспоставува и која имаме на дело. Не верувам дека било која армија во една сувоземна војна може би можела тоа да се спротистави во прв момент. Да не заборавиме дека тука е и Црното море каде преласа е можеби веќе воспоставена некаква условна рамнотежа меѓу западните сили, особено што пред 2 дена таму пловија и бродовите на Турција, а Турција се изјасни во крајна линија дека во случај на децидно одредување таа ќе биде на НАТО. Инаку најголемиот страх од луѓето задолжени за одбраната на Украина е токму нападот од море. Се смета дека е најопасен и едноставно може да предизвика најлоши последици по одбраната. Значи, доаѓа позади оној фронт што веќе е воспоставен кон Донбас. Тука се разбира и сега нов фронт што треба се воспостави кон Белорусија, кој веројатно го имало во некој, ама не знам дали ќе биде доволен сега да издржи тој напад од толку многу огромна војна моќ. Останува, значи, таа дилема кај мене дека тоа може прво ние не можеме секогаш да ги контролираш. Не е тоа некоја работа која не може некој со мино фрлач, а тоа го имаме и сега некој нарушување на таа демилитаризирана зона, како ја нарекуваме. Во некој малку поголем обем таа може да предизвика војна. Договорите не може да се сопре. Договорите од типот на Минск 1 и 2 можат да бидат добри само за привремено решавање на конфликтните состојби, меѓутоа очигледно е дека таму има повеќе од доволно причини за незадоволство, барем од едната страна, а нивното протежирање може да биде кобна грешка и наместо да дојдеме до дипломатско решение, всушност да дојдеме до поттик на сосема обратна состојба. Колегата Писарев сака да ти постави едно прашање. Да. Колега Костовски, рековте баш го запнати сега ова, дека посетата на Макрон малце личи на мијење раце. Ја имам печаток и би сакал да ве прашам дали би се сложиле со мене дека ми се чини дека Франција, нели она ги застапува нели мислењата на повеќето земји на сојузниците европските, дека има повеќе разбирање за руските стравови и за руската страна во овој конфликт, отколку што тоа го има, да речеме, Америка. Можда и поради територијална оддалеченост и така натаму. Затоа што ако меѓу редови ја читате изјавата на Макрон и ова што и ставот на Германија воопшто у целиот овој конфликт, некако ми провеува меѓу редовите мислење дека Европа покажува некој разбирање кон рускиот страв и кон руските барања за пронаоѓање на некакво решение, некакво баланс околу војните потенцијали на нејзината граница. Па Европа има своји интереси, има разбирање само за сопствените интереси. Тоа да не го заборавиме. Знаеме што би се случило со Германија, која енергетски зависна, ги затвори сите своји нуклеарни централи, ги имаше повеќе од 50.
и се префрли на гасот. Сега во известна смисла таа е зависна, особено тој Северен ток, кој практично е завршен. Меѓутоа, од формална причина се наоѓаат некакви административни проблеми за тоа да не профункционира, веројатно се прави од стратешки причини. Макрон со оваа посета, како што јавуваат француските извори, веќе веднаш го дигна својот рейтинг во однос на изборите што предстојат во Франција, каде што беше ситуацијата не најповолна за да речеме за либералните сили во Франција. Значи, интересот е во прашање, не се работи за разбирање на Америка или неразбирање, тие се прво, Европа е прва на удар и таа си ги гледа собствените интереси. Второ, таа ќе рече, да, ја подпишавме договор, јас, значи Франција и Германија се јавија као подписници, тие се сметаат себе си за на некој начин чувари на тој договор, едноставно, и дека тие барат после 7 години да сепак биде спроведен. Иако, како што ги гледаме деталите, ако ги гледате, тој по мене ми изгледа дека поскоро и не спроведли. Кој би ги спровел? Како би се спровеле? Што би значило тоа? Јас тоа го читам како практично сепарација, јасна и отворена сепарација на Донбас во корист на Русија. И тоа значи остварување на нејзините барања со голема можност да влијае на понатамошниот тек на работите во Полска преку парламентот, нали, каде што би имала своји представници. Тоа за нормална држава не е можно. Ние тоа го имаме таков случај во Косово, например, каде српските староседелци имаат право на 10 пратеници во Косовскиот парламент, само тоа не е иста ситуација, бидејќи во Украина вие имате многу руси кои живеат на различни делови од Украина, не живеат сите во Донбас. Тие се раселени секаде и тие по други политички канали си имаат своји представници во парламентот, тоа значи тие не се зависни само од тие си се вклучени во политичкиот живот на Украина и си живеат сосема нормално. Ова е практично интерес на Русија, не е интерес на крајот на краишта на сите руси што живеат во Украина. Кој може тоа да го тврди дека тоа така? Ова практично со ова што би значило, значи прво се заборава дека Украина е сепарирана веќе, никој не ја спомнува, ако гледате, нити кај американците, нити кај европските сојузници на Украина. Со Донбас, ако продолжи да иде по овој договор, јас така го сваќам тоа, дека практично Франција оди по таа линија. Значи, зашто сме склучиле договор, ако тој не се спроведе? Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.